Ја би почнала со фактот дека според мене клучното прашање е што ние како граѓани добиваме од овој закон и што всушност овој закон решава во делот на проблемите кои што се многубројни. А дури потоа треба да ги имаме, мислам, предвид сите административни, бирократски и други аспекти на кои што во добар дел и државата го темели нејзиното објаснување за потребата од овој закон. Лично сметам дека законот е многу проблематичен. Тој наместо да решава проблеми, тој отвара нови проблеми. Например, општите начела поврзани со слободата на изразување, кои што се дел во првата глава од овој закон, во суштина представуваат уназадување на веќе усвоените либерални и демократски начела во оваа сфера, кои што беа дел од досегашните закони, всушност се вградени во самиот устав на Република Македонија. Ми се чини дека законот премногу навлегува во внатрешните работи, во начинот на функционирање на редакциите, но сепак луѓето кои што на дневна основа се занимаваат со новинарска продукција, за тоа треба самите да се изјаснат дали тоа би функционирало или би дало позитивни резултати. Делот во составот на телото за регулација, новата агенција. Сметам дека вака како што е поставено, ова решение е скандалозно, бидејќи е во целосна спротивност со препораките на Советот на Европа за составот и структурата на регулаторните тела во сферата на медиумите. Препораката на Советот на Европа е дека ваквите тела треба да бидат деполитизирани и да бидат составени од представници кои што представуваат широк спектар на интереси во општеството. Ваквиот состав од 7 лица, во кои што има 3 представници од Собрание, 3 од ЗЕЛС и 1 од Мнозинското здружение на новинари, во тело во кое што де факто ќе функционира како Министерство за медиуми, тоа би било еден монструм со една неограничена моќ. И тоа мислам дека ниту една сериозна, професионално изработена европска експертиза не може да го прифати и да го препорача како добро решение за држава која што се стреми да ги започне преговорите за членство во Европската Унија. Јас би сакала во накусо да се осврнам на аспектот на казните. Значи, видете, се предлага решение во кое што казните се изедначуваат и за бенигни работи на исто ниво со тешки прекршувања на функционирањето на пазарот и начелата кои што треба да ги спроведува овој закон. Вели вака: ќе се казнат медиумите доколку не објават некое соопштение кое што го дал државен орган, но нема казна доколку државен орган кој што согласно Закон за слободен пристап треба да ги дава информациите од јавен карактер, не ги дава. А тоа е ставено во членот 7 од овој закон. Значи, тоа е крајно проблематично и упатува на една тенденција според која законот повеќе ќе дисциплинира и контролира, отколку што ќе ги решава вистинските проблеми. Мислам дека подеднакво важно е и она што го спомна и колегите претходно, во кои услови, во каков амбиент се предлага текстот на овој закон. За жал, за да се договара и преговара, потребна е минимум доверба помеѓу страните во приказната, која што во конкретниот случај мислам дека целосно отсуствува. Напротив, мислам дека од позиција на сила и на моќ државата предлага едно законско решение со кое во целина се уназадуваат демократските стандарди во не само во радиодифузната сфера, туку и целосно во доменот на слободата на изразување и слободата на медиумите, кои што веќе се претходно усвоени. Собствениците и менаџерите на медиумите веројатно си имаат еден свој став во однос на тоа колку
дигитализацијата и сите трошоци поврзани со пренос на дигиталниот сигнал, тие можат да ги издржат како финансиски товар, колку што гледаме деновиве, има реакции на таа тема, но оно што мислам дека ние сме должни овде денеска да го истакнеме, дека доколку тоа е обид за една рационализација на пазарот, таа рационализација не може да се направи на штета на плурализмот. Јас се прашувам како може, например, телевизии од типот на Шутел или БТР да си ја дозволат дигитализацијата и да ги плаќат тие трошоци према операторите, кога се знае дека тоа е реално невозможно. Од друга страна, ние сме држава која што секоја се гордеела со постоењето на таков вид на медиуми кои што ги артикулираат интересите на помалите етнички заедници, ранливите групи и така натака. За жал, со овие трошоци, мислам дека ќе дојде до ставање клуч на таквите медиуми и ние мораме да предупредиме навреме дека тоа не сме да остане така. Значи, за сеопфатна и суштинска анализа на еден закон, потребно е да има експертиза од Советот на Европа, потребна е експертиза од ОПСЕ, потребно е да не биде ставена на увид експертизата на европските стручњаци за кои што ни е кажано дека учествувале во изработката на овој закон. За жал, ништо тоа во овој момент не е достапно, а роковите се многу кратки. Значи, јас не би должела многу, тоа би било чисто за мој удел во воведот за оваа дискусија, но во суштина мислам дека имајќи ги предвид тие кратки рокови кои што се поставени во контекст на дигитализацијата, најоптимално и најпрактично решение и најкорисно според мене е сепак да се создадат законските услови за старт на дигитализацијата, но не на штета на самите радиодифузери и не на штета на целите кои што треба да ги оствари процесот на дигитализација, а за сите други работи да се продолжи дискусијата сеопфатно, суштински, со цел да се најдат вистинските решенија за проблемите.